Како може да знаеме дали некој човек имал одредено искуство со Бог? Како може да знаеме дали одреден живот бил допрен од Бог? Предпоставам некој па сте размислувале за оваа тема. Плодови, окей. По плодовите. Обично се случува, особено во црковниот контекст, кога некој ќе рече, леле Господ како ми зборуваше. Или леле Господ како ме добре. Или леле како искуствено со Господ. И ние викаме, окей, нели, веруваме на личноста, ама некако кога да гледаме дека животот тече исто како претходно на таа личност. Тврдих дека имам одредено искуство со Бог, тврдих да Господ го допре мојот живот и Господ ме промени, ама освен исповета на неговите незините устни, се останато е исто. И се викаме, добро, што е тоа по кој што може да разликуваме дали некој живот бил допрен од Бог или не. И вистина е дека според тоа што го читаме во Библијата, според тоа што ако не секој од нас, само повеќето од нас го искусува во животот, Бог на вистина ни се открива. По неговата милост ни покажува неговата сила, ни покажува неговата слава, ни се открива преку неговиот збор, ни се открива преку неговиот дух, ни се открива и преку неговиот народ. Ама како може да препознаеме дали некој на вистина го доживел тоа и го доживел и го живее тоа? И делумно да, тоа ќе го препознаеме преку плодовите. Затоа што човек може колку сака да исповеда, вика да, јас си верувам и така натаму, ако нема плодови, џабе се. Некој ќе рече не судиме. Бог ни дал врз основа на неговиот збор право да препознаеме кој му припаѓа него, кој не му припаѓа него. Ние не викаме он сигурно е верува, ама некој пат некој ќе рече јас го доживеав Бог и ми беше убаво или на богослужба или што е да, и после продолжува со ист начин на живење, се викаме колку тоа искуство било вистинско и на некој начин, ако може да кажеме, било автентично. И во Библијата има многу стихови кои што ни објаснуваат што значи да се има одредено искуство или да се биде допрен од Бог. Многу од тие стихови, едно од тие многу стихови се наоѓа во книгата на пророк Исаја. И пред вас имате Библија, отворите книга на пророк Исаја. Ова мислам дека една од најпознатите глави е 6-та глава на книгата на пророкот Исаја. Последниот пат кога проповедав пред да зборам, последниот пат беше за цветници, ама пред цветници ќе се сетите, можеби зборував за видението на пророкот Езекијел, за она долина на суви коски. Тоа беше едно видение. Денеска продолжуваме со друго видение, пророчко видение, каде што Бог му се открива на пророкот Исаја. Иако никој од нас нема вакво видение, предпоставувам, големи се шанси дека никој од нас нема да има вакво видение како што имал Исаја, сепак кога ќе земеме да го читаме ова што му се случило на пророкот, верувам дека има одредени вистини, одредени принципи кои што може да ги извадиме и да се ги примениме за нас денес. Овој текст покрај другото ни кажува што е тоа што ќе се случи во животот на една личност кога таа личност го доживува Бог. Кога Бог и се открива на таа личност и тоа откровение, таа личност вика да, јас го доживав Бог на своја кожа од прва рака и Бог ми го промени животот. И ако некој тоа го тврди и кога ние тоа го тврдиме, според овој текст има 5 работи кои што треба да се случат во нашиот живот. Ама ајде прво да го читаме текстот. Значи Исаја 6 глава и ќе ја прочитаме цела. Вика во годината кога умре цар Озија, јас го видов Господа седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Околу него стоја серафими, секој од нив имаше по 6 крилја, со 2 секој го криеше лицето свое, со 2 други ги криеше нозете своји, а со 2 леташе. И вика еден кон друг и велја, свет, свет е Господ Саваот, целата земја е полна со неговата слава. И се разнеша горништето на вратите од гласот на оние што вика и домот се исполни со дим. И реков, тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста и живеам среде народ, исто така со нечиста уста. А очите мои го видеа царот, Господ Саваот. Тогаш долета до мене еден од серафимите со разборен јаглен во раката, што го беше зел со клешти од жртвеникот. Се допре дустата моја и ми рече, ете тоа се допре дустата твоја и твоето беззаконие се отргна од тебе. Гревот твој се очисти. И го чув гласот на Господ кој рече, кого да испратам и кој ќе отиде за нас? А јас реков, еве ме мене, испрати ме мене. Тогаш тој рече,
Оди и кажу на тој народ. Со ушите ќе чуете и нема да разберете. И со очи ќе гледате и нема да видите. Зашто срцето на тој народ е закоравено. И со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји за да не гледаат со очи, со уши да чујат и со срце да разберат, да се обратат да ги излекувам. И реков, до кога Господе? Тој рече, додека запустат градовите и останат без жители, и куќите без луѓе, земјата сосема не се запусти. Додека Господ не ги протера луѓето и голема пустош во таа земја да има. И ако остане уште 10-тиот дел во неја, и таа пак ќе биде разорена, но како од Брест и Дав, кога се и одсечени, останува коренот нивни, така светото семе ќе биде неизин корен. Видение, кое што, како што вели пророкот Исаја, го имал во годината кога починал царот Озија. Сега, не знаеме дали ова се случува пред да почине царот Озија или откако починал царот Озија. Тоа висто како, ако некој, например, сака да рече во тоа време така се броеле некој начин годините, кога земаш еден важен настан и викаш во таа година, кога се случи тоа, и кажа што нешто друго се случило во таа година. Дали ова се случува пред да умре царот Озија или откако умрел царот Озија, не можеме да знаеме. Ама кога ќе земеме да читаме Библијата, особено книгите Цареви и Летописи, вие кои што сте ги читале знаете, има два вида на цареви. Има добри, има лоши. Повеќето од нив биле лоши. Озија е еден од тие кои што биле добри, биле окей. Бил иновативен цар, бил цар кој што голем дел од својот живот живел побожно, патем кажуваме царството го наследил на 16 години, 16 години станал цар и мислам дека владел околу 52 години. И Озија бил доста добар цар, ама дошол момент кога славата гудила во глава. Според законот, според старозаветниот закон, во однос на храмот, во однос на принесување на жртви, Бог многу јасно им кажал на израелците. Само свештениците имаат право да принесуваат жртви. Значи, кога станува збор за службата во храмот, има кој да си ја врши таа служба во храмот. Царот Озија бил толку многу популарен, сите му викале браво царе, ти си добар цар, што едно време си земал таква дозвола и си мислел дека си земал таква слобода и самиот себе си дозволил да отиде во храмот и да принесе жртва. И тоа било ептен забрането, според законот. Многу интересно кога некој пат кога ни иде добро во животот и кога Бог ни дава одредено влијание, мора да се пазиме од тоа да се даваме слободата да пречекоруваме некои граници. Некој пат мислиме само затоа што некој пат може и во контекст на црквата, само затоа што имаме некоја одредена позиција во црквата, дека ние можеме што ни се сака. Не. Бог дал одреден ред како треба да се прават нештата. И царот Озија пробал да принесе жртва и текстот претходно ни кажува во Цареви во Летописи ни кажува дека заболел од лепра. И таа лепра ја носел до крајот на животот. Зошто? Затоа што сакал да тера по свое. Секој пат кога сакаме да тераме по свое, ова сте го искусиле сигурно на своја кожа, јас сум го искусил, знам. Секој пат кога знаеме што Бог ни вика во одредена ситуација, ама ние се водиме според емоции или според што и да е, не дека ќе фатиме лепра, таман работа, ама ќе има одредени последици. Последицата која што царот Озија си имал, си ја носел до крајот на животот. Некој пат има ситуации кога ќе донесеме одлука во својата тврдоглавост, ќе донесеме одлука и некои последици ќе ги носиме до крајот на животот. Но, царот Озија не ни е сега, не ни е главна тема. Кога почнал царот Озија, вика, Бог ми се објави. Вика, јас го видов Господа. Седнат на престолот висок и издигнат, а полите од облеката негова го исполнија целиот храм. Во време на некој начин ова станува збор за одредена политичка криза во Израел. Има цар кој што бил добар одредено време, ама после тоа фатил лепра и не е веќе толку функционален како што бил претходно, пошто нели ограничен од својата болест. И кога луѓето имале лепра во Стариот Завет и во Новиот Завет, го гледаме тоа, ќе се сетите, тие биле сметани за нечисти. Ова е многу важно да го имаме на ум, зашто? Затоа што ќе видите нели понатаму како што читавме, Исаја вика, тешко мене, зашто имам нечисти усни
и живеам помеѓу народ кој што исто така има нечисти устни. Со години израелците викале, тој царот Озија нечистиот. И доаѓа момент каде што Исаја вика, знаете што? Па ние не сме нешто многу почисти од него. Он може нечист заради лепра, ама ние сме нечисти заради тоа што излегува од нашите усти. Ама во година кога не се знае што ќе биде со царот Озија, или веќе умрел, или пред да умре, Бог на некој начин преку ово откровение му вика на Исаја, да, ситуацијата со Озија не е баш како што треба, ама сакам да знаеш дека јас се уште владеам. Јас сум се уште на престолот. Не знаете каков ќе биде следниот цар. Овој, така се погодил, освен тој киксот со лепрата која фатил што направил, генерално бил добар цар. Ама следниот цар не знаеш каков ќе биде. Имало цареви кај што таткото бил супер, синот после отишол, почнал да блусвува. И во ситуација во која што израелците си викат, царот този има лепра, кој знае што ќе биде со него, кој знае каков ќе биде следниот цар, како ќе биде владењето, Бог му вика на Исаја преку ова, јас владеам. Цареви доаѓаат и си одат, јас владеам. Во денешен контекст, во демократија доаѓаат и председатели, и премиери, и министри, така натаму и доаѓаат и си одат, ама има еден кој што постојано е на престолот. И тоа е Бог. Во време на политичка криза Бог му вика на Исаја, знам дека е неизвестно, во однос на тоа каков ќе биде следниот цар и кој ќе биде така натаму, ама едно нешто сакам да знаеш што е известно. Од секогаш било така, од секогаш е така и од секогаш ќе биде така. Бог седи на престолот. И тоа е многу важно и за нас денес да бидеме подсетени, затоа што како што во тоа време Исаја можел да погледне во Израел и да види колку е хаотична ситуацијата, така и ние денеска може да погледнеме на светот, може да погледнеме во државата, може да погледнеме пандемијата, војната во Украина и така натаму и се викаме светот иде во една многу лоша насока и тоа е навистина така. Ама секој пат кога гледаме само на околностите на тоа колку е тешко и колку е зезната ситуацијата во светот, ние може да се обесхрабриме. И некој пат верувам дека причината зошто црквата не функционира во својот полн капацитет е затоа што премногу гледаме наоколу и сикаме леле што се дешава. Овој текст верувам дека не поттикна и вика ајде се вратиме назад кај Бог. Да, светот е хаотичен, од секогаш бил, и ќе биде хаотичен, се дека Бог не го обнови, не создаде ново небо и нова земја, кај што на кој што ќе живееме, ама до тогаш црквата Христова е повикана да го гледа оној кој што седи на престолот. Да се враќа на Божјата слава, да се враќа на Божјата сила, преку неговиот збор, преку неговиот дух, преку заедништвото и да речеме, луѓе, да, и некој пат и во однос и на личните борби во животот, некој пат некој гледа во животот и вика, леле, глава не знам каде ми е. И како семејство, како Христово тело, ние сме повикани да речеме, тешко е, ама не заборај дека Бог владее, дека се е во Божји раце. Иако може и во моментот не ти изгледа тоа вистина, во моментот секаш како седам му испаднало на Бог од раце. Не, Бог се уште владее. Бог не некој пат го дозволува хаос во овој свет, ама тоа е заради човековиот грев. Тоа не значи дека Бог седи горе на небото и сика, леле, што да правам сега со луѓето доле? Гледај како се понашаат, војни има, пандемија има, што да правам со нив? Бог многу добро знае што прави. И многу добро и се, како што вели словото, се действува кон добро на оние кои што го љубат, кои што го сакаат него. И се додека Божјиот народ не се врати назад на словото, на Светиот Дух и да согледа големината, да согледа Божјата слава, се потсетиме на најосновните работи. Божјата големина и Божјата слава во крајна смисла најдобро се гледат на крстот, на Голгота. Тука се гледа Божјата големина. Тука се гледа што го вели Павле дека е лудоста за она што е во очите на светот. Се вратиме назад да речеме, Боже, хаос е во светот, хаос е можеби во нашите животи, ама ние веруваме дека ти се уште владееш. Никој тебе не те фатил за рака да те стигне од престолот и никој нема те фати тебе за рака да те стигне од престолот. Никој тебе не те изгласал на избори и никој не може тебе да те тргне на избори да рече не го сакаме веќе него. Тој си е Бог, бил е и ќе остане. И тоа е првото нешто кое што е како на некој начин како резултат од средбата со Бог. Кога ќе имаме искуство, кога ќе имаме одреден допир од Бог, првото нешто, првиот резултат секој пат е дека ние стануваме свесни за тоа кој е Бог.
И добре од време на време се подсетуваме на тоа кој е Бог во нашите животи. Второто нешто и третото нешто, ќе ги споиме заедно, е дека кога Бог не допире, кога имаме одредено искуство со Бог, второ е дека стануваме свесни за тоа кои сме самите ние, и трето е стануваме свесни за тоа кои се луѓето околу нас. Кога Исаја го добил ова видение, неговата првична реакција не била тешко му наследниот цар, или тешко им на моите комшии, или тешко им на моите колеги, или тешко им на моите пријатели, пак тешко му на мојот народ. Ниту пак не рекол тешко мене бидејќи живеам помеѓу грешници. Туку прво погледнал кон себе. Погледнал кон себе. Тешко мене. Прво вика тешко мене, зашто сум човек, после вика тешко мене, пропаднав, бидејќи сум човек со нечисти усни, а после тоа вика и живеам среден народ кој што исто така има нечисти усни. Како може да знаеме дали некој имал одредено искуство со Бог, дали нечиј живот е допрен од Бог? Таа личност ќе биде доволно понизна прво да погледне кон себе и своите гревови, и своите мани, и своите недостатоци, и своите грешки, пред да почне да им соли памет на другите. Ова е многу важно. А тоа што некој пат, особено тие луѓе кои што добро си ја знаат Библијата, некој пат сме склони кон тоа само да ги учиме другите. Ти вака треба, ти онаква треба, ти вака треба. Океј, Бог не повикува да го споделиме тоа што е во неговиот збор со другите. Ама, човекот кој што доживеал допир од Бог, прво ќе рече, дај да видам дали има нешто во моето срце, или новозаветното извади ga гредата од своето око, пред да му кажеш на другиот, дај да ти извадам раската од твоето око. Тоа е тоа што го гледаме во овој стих. И тоа е дека човекот кој што имал средба со Бог, кој што има средба со Бог, ќе биде свесен за тоа кој е самиот тој. Самосвесност е многу важна работа, верувајте. Многу важна работа е самосвесност. Самосвесност во стилот на тоа дека пред се, според тоа што го гледаме во Словото, да си бидеме реално дека колку и да сме во верата, колку и време да сме во црквата, колку и да познаваме Библијата, ние пак сме грешници. И грешиме и во својот дом, и помеѓу своето семејство, и на работното место, и помеѓу пријателите. Некој пат не расудуваме како што треба, некој пат не проценуваме ситуација како што треба, некој пат се водиме од своето его, некој пат се водиме од своите емоции кои што Бог не ги дава, ама не да ни бидат водилка во животот. Значи секој еден од нас има гревови. Исаја преку неговиот пример на некој начин ни вика погледни прво во себе. Прво кажи тешко мене, пред да можеш да кажеш тешко тебе. Или тешко и на другите. И за ова треба понизност. Ама кога ваквото нешто се појавува во нашите животи, кога ваквиот став се појавува во нашите животи, тоа е многу добар доказ дека ние сме дозволени на Божјата благодат да действува во нас. Еден од многуте знаци дека сме дозволени на Бог да действува во нас. Прво гледаме на себе, потоа на другите. Има еден пример од минатиот век, од 20-тиот век, кој многу добро доловува оваа вистина. Весникот The Times of London пратил прашање до неколку автори, до неколку писатели. И во тоа прашање, само едно прашање, и побарал одговор од нив. Прашањето било следно: што не е во ред во светот? Или кој е проблемот во светот? И сигурно авторите дали многу одговори. Најпознат одговор на ова прашање било од еден католички, многу познат католички мислител, Честертон, кој што одговорил само со два збора. Значи прашањето кој е проблемот во светот или што е проблемот во светот? Неговиот одговор бил јас сум. Толку. Јас сум со почит вашиот Честертон. Не кажал политичарите, не кажал, не знам, као прва, втора светска војна, што и да, туку не вперува прсти кон другите, кој е проблем на светот? Јас. Исаја, кога го гледа Бог, кога станува свесен за Божјата слава и за Божјата сила, вика, прво проблемот е во мене. Тешко мене. Бидејќи јас живеам, бидејќи јас сум човек кој што има нечисти усни. А потоа, вика,
и живам помеѓу луѓе кои што исто така имаат нечисти усни. Ама признавањето на сопствената грешност наместо вперувањето на прсти е секој пат знак на духовна зрелост. Сега, кога Бог ќе ни покаже кои сме ние, така да кажам, кога Бог ќе ни покаже кои сме ние, исто така ни кажува и кои се другите. И кои се луѓето околу нас, какви се луѓето околу нас, и Бог ни кажува кои се нивните потреби. Христијанството не е само тешко мене, Боже, реши го мојот проблем, реши го мојот греф и ич не ми е гаља за другите. Они нека прават што сака. Немам јас време, премногу сум зафатен, немам време за другите, се намарам со другите. Христијанството е, да, Бог го решава нашиот проблем, особено од денешна перспектива на Голгота, и после тоа викам, сакам да знаеш дека и тие околу тебе го имаат истиот проблем. И затоа Исаја вика, тешко мене, ама после тоа вика, исто така, тешко и на луѓето околу мене. И внимавајте каков контраст има овдека. Од една страна го имаме Бог, кој што ангелите за него викаат свет, свет, свет е Господ Саваот, од друга страна го имаме Исаја кој што вика јас сум грешник. Од една страна ги имаме ангелите, кои што пеат славопој на Господ, го слават Господ, од нивните усти излегуваат убави зборови, а од друга страна го имаме Исаја, израелскиот народ, кој што викаат од нашите усти излегуваат само лоши зборови. И кога ќе бидеме допредни од Бог, и ова не зборам само, јас Бог ми го допре животот пред 15-20 години и слава на Господ. Туку верувам дека Бог секојдневно не посетува преку неговиот збор, преку неговиот народ, преку неговиот свет дух. И тоа е на некој начин искуство одредено кој што го имаме со Бог. И во тие искуства кои што Бог не ги дава, не подсетува на тоа кои сме ние и не подсетува на тоа кои се луѓето од нас и околу нас и кои се нивните потреби. Израелците во тоа време, иако имале цар кој што бил лепрозен, иако можеби ситуацијата во царството не била како што треба, нивната најголема потреба не било од подобар цар или не било од подобра економија. Нивната најголема потреба во тоа време било простување и обнова. И во денешно време кога зборуваме ние во контекст на тоа што се случува во нашата држава, најголемата потреба на Македонија не е ни треба подобар премиер, или ни треба подобар председател или подобри министри, иако тоа и како е потреба. Ама духовно гледано, најголемата потреба на македонскиот народ е покаяние и обнова. Кога ќе дојде тоа, се останато ќе се дојде после тоа. Ќе следи. Ако ние само се обидуваме да поправиме овој симни го тој донеси го и така натаму, вака не треба, ние само ги лечиме симптомите, а не лечиме причината. Причината е народот е грешен. Народот е грешен. На народот му треба покаяние, на народот му треба обнова. И верувам дека кога Бог ни се открива, кога Бог ни го објавува тоа, не верувам дека ќе се спаси цела Македонија, ама верувам дека Бог ни покажува дека луѓето кои што секојдневно ги среќаваме, нив им треба обнова. Фала на Бог што тој е Бог кој што не само што ни кажува што не е во ред во нашите животи, туку и го поправа тоа што не е во ред во нашите животи. Кој знае каков ќе беше животот наш, ако само Бог ни кажува тука грешиш, тука ти е проблемот, таму имаш греф, таму донесе лоша одлука, жал ми е, ама тоа е животот. Во текстот гледаме дека кога пророкот вика тешко мене, бидејќи сум човек кој што има нечисти усни и живеам помеѓу народ кој што исто така има нечисти усни, кога признал, вика тогаш долета до мене еден од серафимите, еден од ангелите со разгорен јаглен во раката што го беше зел со клешти од жртвеникот. И се допре до устата моја и ми рече: ете, тоа се допре до устата твоја и твоето беззаконие се оттргне од тебе. Гревот твој се очисти. Бог не само што му кажува на Исаја каков е, туку и го обновува, му го простува гревот. И затоа ако зборуваме во однос на гревовите во црквен контекст, од проповед или поука или мовет, што и да е, многу е важно да имаме на ум дека, или например некој сгрешил и разговара со некој и личност и го исповеда гревот, се вика: еве каде зафркнав работа, еве што направив. Многу е важно да кажеме дека гревот не е во ред, ама исто така да кажеме не заборави дека Бог простува.
Тоа е на кое што апостолот Јован го кажува, нели, вика Христос дојде полн со вистина и со благодат. Вистината ти кажува грешен си, благодатот ти вика оправдан си. И тоа е тоа што го прави Бог во овој текст. Тоа што го читаме дека Бог, кога пророкот признал дека е грешен, тогаш му го простил гревот. И тоа што го гледаме овдека е на некој начин предслика на оно што се случува на Голгота. Бидејќи вика ангелот зема еден јаглен од жртвеникот. И тој јаглен од жртвеникот беше средството кој што Бог го очисти пророкот. Јаглен од жртвеник беше средството на начин на кој што Бог го очисти пророкот. Од новозаветна перспектива, јагнето од жртвеникот, од крстот, е начинот на кој што Бог ги очистува нашите гревови. И тоа нешто за кое што подоцна ќе зборуваме кога ќе ја земе Господовата спомен вечера. Се потсетуваме дека Бог не само кога викаме тешко ми е, Бог вика тешко мене, Бог вика тешко тебе. Да, грешен си, ама јас ќе те оправдам. Ако се каеш за своите гревови и ако веруваш. И следното е тоа дека Бог поставува прашање. Кога гревот на пророкот се очистил, Бог поставува прашање кого да испратам и кој ќе отиде за нас. Односно со други зборови, Бог прашува кој ќе ја пренесе нашата порака. Кој ќе им каже на луѓето тоа што јас имам да им го кажам. И Бог не го очистува нашиот грев само за да седиме со скрстени раце. Бог го очистува нашиот грев, Бог не спасува за да можеме после тоа таа иста порака, тоа исто искуство кое што сме го имале, да можеме да го пренесеме на другите луѓе. Токму тоа е што Бог му го дава како задача на Исаија, односно го прашува, поставува прашање, кој ќе иде да пренесе оваа порака на луѓето? Кој ќе иде да им каже на луѓето? И знаете одговорот е дека Бог нема да им каже на луѓето. Директно. Бог секој пат користи луѓе. Ако луѓето кои што велат дека го доживеале Бог не сакаат да им кажат на другите никој пат нема да дознаат. Бог користи луѓе. Намерно така функционира. Затоа што Бог не спасува само за да седиме со скрстени раце. Замислете Исаја. Бог му го очистил гревот и сега се викам, што ми е гали за другите? Нивни проблемето. Ја имам доволно своји проблеми, сега уште ќе мислам на нивните проблеми. Кој сега вика, не, Господе, ти толку многу направи за мене преку ова што го доживев сега, и јас ќе отидам и јас ќе бидам оној кој што ќе им каже на другите. Бог не сака да направи само нешто во нас, туку сака да направи нешто и преку нас. Во нас е тоа дека Бог ми го очистил мојот грев, дека Бог ми дал обнова, дека Бог ми дал нов живот. Слава му за тоа. И Бог вели, благодарен си за тоа? Сум. Супер, имам сега задача за тебе. Оди и кажи на другите. Оди и кажи на другите за тоа што јас го направив за тебе. Нешто Бог прави во нас, ама нешто прави и преку нас. И некој пат се задоволуваме со едното или со другото и правиме голема грешка. Ако само се задоволам со тоа Бог да направи нешто во мене, Бог мене да ме промени, мене да ме биде убаво, тогаш сум себичен. Битно Бог нешто во мене да направи. Ако па од друга страна само сакам Бог преку мене да прави нешто, некој пат и таа е друга крајност, кај што не му дозволуваме на Бог да работи на нас, туку ние само Господе, ајде действувај преку нас. И се вклучуваме во служба, во активности, одиме, сведочиме, проповедаме, активни сме во службата и после некој време ќе прегориме. Зошто? Бидејќи не доаѓаме кај Бог да речеме, Боже, направи ти нешто во мене, бидејќи секој пат тоа што Бог го прави преку нас, извира од тоа што Бог го прави во нас. И тоа го гледаме овдека. Прво Бог него го оправдува, него го очистува и после му вика, сега кој ќе отиде? Тоа било реторичко прашање. Се разбира дека било насочено кон Исаја. Кој друг ќе отиде? Бог е туку и ангелите. Значи немало група на луѓе. Само Исаја. Ама Божјото прашање, кој ќе оди? До ден денешен стои преку овој текст. За тебе и за мене. Ти го сменив животот? Го допрев твојот живот? Ти дав нов живот? И сега што понатаму? Другите имаат потреба да слушнат за тоа. И верувам дека
по Божја милост, ова е нешто кое што особено ние како заедница имаме и тоа како многу простор за растење во однос на оваа област. Убаво е да се собираме, убаво е да си пееме заедно, убаво да се почуваме заедно, ама верувам дека Божјото прашање за нас, нешто на кое што навистина многу сериозно ќе треба да размислиме и да правиме чекори на акција во таа насока е како ќе им кажеме на другите заради тоа. Во спротива, ако само сме се насочени само кон себе, ние си знаеме Бог што направил за нас, што ми е гале за другите, оваа црква, малце по малце, верувајте, ќе пропаѓа. Сигурно. Значи, ова сигурно го тврдам. И затоа, особено овој аспект од настанот, од проповедта е многу важен. Ако се останат да забораваме, што е тоа, да барем да размислуваме тоа, што е тоа што сакаме ние да го направиме, за да им кажеме на другите за Божјата милост, за Божјата љубов. Бидејќи ако ние не им кажеме, ако Божјиот народ не каже на луѓето од светот за тоа кој е Бог и што Бог може да направи, кој друг ќе каже? Нема кој друг. И добрата работа во себе ова е тоа дека за да се вклучиме во тоа, да им кажеме на другите, не мора ниту да бидеме проповедници, не мора ниту да бидеме пророци, не мора да имаме проповедална и Библија пред нас и така натаму, па се да седнеме и јавно да зборуваме. Бог може да го потреби да го исползува секој еден од нас. На работното место, кај комшиите, во семејството и така натаму. Не мора да си пророк Исаја и да имаш, кој знае, вако некое надприродно видење, да речеш, сега јас служба имам за Бог. Бог ти вика, не, ти веќе има служба. Службата твоја, тоа, и не мора, и на крај крајшта, не на крај крајшта, туку не ни мора, некој пат мислиме, јас за да Бог да ми исползува, јас мора да знам многу поише од Библијата. Мора да завршам библиско школа или факултет и така натаму, па да можам јас да им кажам на другите. Ако сакаш, заврши го, супер, слава на Бог. Ама тоа не е предуслов. Мора да знам поише од Библијата за да им кажам на другите. Не, знаеш од мора да знаеш. Мора да знаеш да го извербализираш тоа што Бог го направил во твојот живот. Тоа е доволно. Кажеш, еве каде бев, еве каде сум сега. И тоа е се по Божјата милост. И некој пат луѓето од такви свршки ќе се спасуваат. Некој пат не мора ни 5 стиха да им цитираш и така натаму. Ќе им кажеш кај си бил, ќе им кажеш каде си сега и ќе речат кажи ми што треба да направам. И Бог ќе го искористи, ќе го исползува и тоа. И кога во визијата Исаја судила својата грешност, првата негова реакција била тешко мене. И тешко мене е сосема окей и соодветна реакција кога Бог ќе ни се открие, кога Бог ќе ни покаже кои сме и какви сме. Ама потоа, втората негова реакција била еве ме мене. Од тешко мене на еве ме мене. И тоа е она кое што верам дека Бог го очекува од нас денес. Секој од вас може би некој пат рекол во одреден период од животот рекол тешко мене, јас сум грешен, Господе, спасувај ме. И нема ништо лошо и од година, 2, 5 од како сме му го предале животот на Бог да речеме Боже тешко мене, гледа каква ситуација се наоѓа. Ама секој пат кога ќе дојдеме до тоа тешко мене, Бог вика еве ти нов почеток и Бог очекува после тешко мене да следува еве ме мене. Зошто? Бидејќи оние работи кои што Бог не избавил нас на некој начин многу често се мисијата која што Бог после тоа ни ја дава во животот. Тие работи кои што си поминал во животот, поради кој што си викал тешко мене, Бог ти вика сега ти давам нов живот, ти давам нов почеток и тоа што си го доживел до сега, нека ти биде како основа за твоето сведоштво кој што ќе го дадеш пред другите луѓе. И јас се надам дека тоа ќе биде сведоштвото на секој еден од нас. Дека не сме рекле само Господе тешко мене и јас грешниот прости ми ги гревовите, туку викаме Господе еве ме мене. А од стиховите кои што не ги обработивме, ама само ќе ги спомнам на кратко, може да видиме дека службата за Бог не секој пат ќе биде лесна, бидејќи Бог му вика на Исаја кој ќе иде? Исаја вика јас ќе одам Господе. Ама приметете дека Исаја уште не го слушнал описот на работната задача пред да каже јас ќе одам. И Бог му вика, окей, оди, ама сакам да знаеш дека овие луѓе ќе те слушаат и нема да реагираат на твојата порака, нема позитивно да реагираат на твојата порака. Поголемиот дел од нив ќе речат беге, не сакаме да те видиме, не ни интересира таа порака. Ама 13 стих на крај вика сепак ќе има остаток.
Сепак има оно што го нарекува свето семе. Свето семе се однесува на луѓе кои што сепак сакаат да ја слушнат Божјата порака. И тоа е наветување кое што Бог ни го дава, дека ако ќе се вклучиме во служба за Него, ќе сакаме да им кажеме на другите за Него, голем број од луѓето ќе речат не ме интересира. Ама тоа не треба да не обесхрабрува, зошто бидејќи сепак има такви кои што едва и чекаат да слушнат. Сакаат да слушнат. Сакаат нивните животи да бидат променети и Бог на некој начин вика на Исаја, ќе има многу разочарувања во службата, ама ќе има и благослови. Ќе има многу луѓе кои што ќе речат не ме интересира, секташерен, бегај таму, ама ќе има луѓе кои што ќе речат баш ме освежи со тоа што го кажа. Баш тоа што го кажа во моментот, тоа е тоа кое што ми требаше. И верувам дека тоа треба да биде водилката, дека не треба само да гледаме леле тешка е службата. Да, нема да е лесна службата за Бог. Секој кој што се вклучил знае. Нема да е лесно. Ама ќе земеме да прочитаме книгата на пророкот Исаја, ако ќе видиме илјадници години подоцна што Бог направил преку него, знаеме дека службата за Бог, иако не е лесна, сепак е благословена. Сепак идеме кај другите со порака и велиме еве што Бог направи за мене, верувам дека истото може да го направи и во твојот живот.